2 недели по трагедијата во Кочани, пациенти кои беа повредени во пожарот се уште се на болничко лекување во земјата и странство. Денеска нема исписи и во клиниките и болниците во Скопје има 16 хоспитализирани и 89 во странски медицински центри. Во хируршката клиника Свети Наум Охридски се уште под лекарски надзор се 6 пациенти, кај кои беше направена трансплантација на кожа. Сите 6 пациенти кои што се уште хоспитализирани кај нас се во стабилна состојба, значи се префрлени на одделот за пластична и реконструктивна хирургија. Кај нив се направени трансплантации фактички кај сите 6 и сега се чека оној период на тие редовни преврски после самите трансплантации. Во разговор со колегите од пластична хирургија кои што ги водат пациентите се очекува најверојатно 1 или 2 од нив веќе во текот на следната недела да ја напуштат болницата, но ви реков, тоа е ситуација која што може да се менува, така да очекувањата се во текот на следната недела 1 или 2, но ќе видиме. Пациенти од странски медицински центри по враќање во земјата остануваат 24 часа на скопските клиники каде им прават токсиколошки анализи, пред да бидат пуштени на домашно лекување. Во текот на вчерашниот ден кај 2 пациенти од Солун има одредено подобрување и се екстубирани. Од интензивна нега се преместени на оддел за пластична хирургија. Кај останатите пациенти состојбата е непроменета од вчера, пишува во денешното соопштение од Министерството за здравство. За пациентите кои се на домашно лекување, тимови на лекари ќе одат во Кочани за превраски и останати потреби. Освен пластични хирурзи, како што најави од Министерството за здравство, ќе има и психијатри, психолози и специјалисти од различни области. За Центар за изгореници се уште не е дефинирано каде ќе биде. Во градската болница 8 септември има простор, но нема кадар, а во Свети Наум Охридски има кадар, но нема доволен простор. Сања Димитровска, Сител телевизија.